Со излегувањето од ЗЕЛС губат најмногу само граѓаните на општина Струмица и на општина Карпош. Министерот за локална самоуправа повика на разумно однесување, затоа што само единствен ЗЕЛС може да биде партнер на владата и да работи во интерес на граѓаните. Во однос на обвинувањето од градоначалникот Костадинов за одбивањето на проектот од општина Струмица за средства од владата, Перински објаснува дека за време на процесот му било објаснето на градоначалникот дека не може да конкурира со проект кој веќе се работи. Министерот е дециден, нема политичка позадина во одлуката. Значи, за да тендерирате вие проект, морате да имате обезбедено средства. Тоа значи дека за проектот со кој што аплицирал, имал обезбедено средство или предпоставувам дека имал, бидејќи го тендерирал. Ставен е камен темелник на тој проект и тековно се работи. На средбите кои што ги имавме во владата му беше објаснето со цел да искористиме и исцрпиме што е можно повеќе од овие средства кои што ги даваме како влада, можеме и дозволуваме да финансираме проекти со фазна реализација. За обструкции беше обвинет и министерот за земјоделство Цветан Трипуновски, конкретно за случајот со водата за пиење во Струмица, за кој Костадинов смета дека е политичка хајка. Законот е јасен. Обврска на локалната самоуправа е да обезбеди питка вода за пиење на граѓаните. Министерот за земјоделство посочува дека владата понудила помош. Нашата интенција беше да се ставиме на располагање бидејќи гледаме дека локалната самоуправа слабо го менеџираше тој процес. И таа беше целата практично наша активност за да се ставиме во функција да помогнеме, не да одмогнеме на процесот. Тоа што граначалникот на Струмица и сите претходни граначалници не инвестирале доволно во филтер станицата, говори за нивното работење во минатото. Од град Скопје пак обвинуваат дека председателот на ЗЕЛС ја политизирал институцијата и поради тоа градоначалниците ја напуштаат. Метрополата, од друга страна, се соочува со бројни проблеми. Како што вели Перински, пука по сите шавови. Долговите се бројат во милиони и до година ќе мора да се бара системско решение. Навистина е мизерно една метропола што се доведе во ситуација да пука по сите шавови. Градскиот превоз е еден од нив. Обврските на градот Скопје кон добавувачи се некаде околу 8 милиони евра. Неофицијални информации ми потврдуваат дека водовод и канализација дужи околу 15 милиони евра, комунална хигиена околу 6 милиони евра, улици и патишта околу 3,5 до 4 милиони евра. ЈСП нема жив човек на светот кој што може да го израчуна долгот. И додека градоначалникот на Струмица преку Facebook статус вчера соопшти дека го напушта ЗЕЛС Стефчо Јакимовски и денеска повтори дека размислува на таков потек доколку председателот на заедницата Орце Ѓоргиевски продолжил немо да ја следи ситуацијата и не презел чекори за вразумување на министрите. Вчера Ѓоргиевски подаде рака за диалог за надминување на проблемите.